Секој ден околу 1500 афганистанци и сирици ги минуваат шумите од Србија во Унгарија. По приведувањето од полицијата и нивното регистрирање, тие се пуштаат на слобода за да се пријават во центрите за азил. Некои се упатуваат директно кон западните земји членки на Европската унија. Ранливоста на безграничната Европа, посебно изложена на надворешните линии, како онаа на Унгарија, каде што доаѓаат илјадници мигранти бегајќи од насилството и сиромаштијата во нивните земји, за да стигнат до земјите кои се дел од Шенген зоната на слободно движење. Унгарските лидери прават се за да го спречат такви одбран. Деновиве по известни пробни и подготвителни работи почна подигнувањето на оградата во должина од 175 километри, а законите за азил во Унгарија станаа построги и сега полесно се дозволува депортација на мигрантите од Унгарија. Во исто време, Будимпешта почна да одбива да презема мигранти од другите членки на Унијата, иако, според правилата воспоставени во Брисел, таа е обврзана на тоа. И додека Унгарија за мигрантите е повеќе само попатна станица, земјите од Централна Европа стануваат се позагрижени од бран од бегалци, особено откако во некој од нив дојде до инциденти меѓу мигрантите во прифатните центри. Тоа пак доведе до пораст на бројот на злостолства од омраза главнотепачки. Унгарскиот популистички десничарски премиер Виктор Орбан неодамна имиграцијата ја спореди со тероризам, наведувајќи дека Унгарија ќе действува според низините интереси, бидејќи Европската унија не нуди никакво решение. Поттикнато сцените со мигранти кои во Кале се обидуваат да дојдат до тунелот под Ла-Манш за да влезат во Британија, Орбан потсети на предупредувањата на поранешниот француски председател Никола Саркози за масовен прилив на миграција од југот на Франција. Како и мигрантите во Кале, повеќето од оние што се во Унгарија исто така велат дека би сакале да стигнат до Британија. Некои велат дека направиле постепен обид да дојдат до Унгарија пред да биде подигната граничната ограда и да останат заробени во Србија или Македонија, кои не се членки на Европската унија и кои наскоро би можело да станат тесно грло во бранот на миграцијата. Приливот на бегалци ги подели унгарците меѓу оние кои бараат од владата повеќе да им помага и оние кои бараат таа да биде построга спрема мигрантите. Во минатиот месец едно екстремно десничарско движење организираше протест на железничката станица во Будимпешта против, како што беше наведено, африканските орди и се закани дека ќе ги преземе работите во своји раце ако владата не ги спречи мигрантите. Со законските измени, граничната ограда и одбивањето да се земат назад мигранти од други членки на Европската унија, Унгарија наскоро би можела да се ослободи од мигрантите. Според некои податоци, таму само ова година стигнале над 100.000.